разбира дека и младите, но и повозрасните професионалци, нивното ментално здравје секогаш треба да биде во фокусот. Токму по тој повод и се одржува работилница, односно нова програма од страна на Сдруженијето на социјални работници на Македонија, програма имено за личен и професионален развој. Имено со самото учество на оваа нова програма, сите заинтересирани, односно сите пријавени ќе можат да се помогнат сами на себе, како што вели самото име, лично на нив, но и на професионалното ниво. Многу повеќе за самата програма во продолжение слушаме од председателката на Сдруженијето на социјалните работници, госпоѓа Наташа, да ја посакаме добро утро. Добро утро, Марија. Добро утро на гледачите. Благодарно за поканата за гостување во вашата емисија. Благодарам и на вас што одвоивте време да говориме за оваа програма, која што верувам ќе биде од интерес на нашите гледачи. За прв пат се одржува ваква програма. Од каде дојде самата идеја? Како дојде до тоа да се отвори програма за да им се помогне на работниците? Темата грижа за себе некако се провива во изминатите години. На неколку пати ние најавувавме на некои настани кои што ги организиравме, па и само произлезе од заедницата на професионалци, на стручни работници, социјални преце работници, но и работници во системот на социјална заштита, потребата од некаква грижа за оние што се грижат. Тоа беше онака изворно, бидејќи најголем дел од нашите колеги се соочуваат со феноменот на професионално согорување. Но не е само тоа. Најверојатно не достига и она свесност дека малку се забораваме и себе си, како што кажат и во најавата, и во однос на личниот развој, и во однос на професионалниот развој. Произлезе од првично како идеја, за да нашата колешка Николина Николовска, наша активна членка, го препозна и даде собствен предлог и направи собствена програма. Таа лично таа вложена максимално во ова сега што се спроведува за грижа за себе. Произлезе од примена на она што ние веќе како стручни работници го знаеме, го работиме со луѓето кои што се наоѓаат или во социјален ризик или имаат социјален проблем, меѓутоа некако не умееме тоа да си го примениме и за нас самите. Преку лично и професионално искуство, таа што го има искусено, некако направи сублимат на знаење и практика, која што веќе еве се применува со првата група која што успешно ја заврши оваа програма и можам да најавам дека во формирање нова група, а исто можам да најавам дека нема да застанеме тука, туку дека ќе развиваме програмата и на други нивоа, повторно поврзано за она што е основа грижа за себе или само грижа. Во самата програма се најавени 5 работилници. Како поточно тие работилници се разликуваат од себе? Како што кажав, програмата е структурирана во однос на тоа што значи осмисленост, која е целта што сакаме да постигнеме и осмислени се на начин да една работилница е посветена на одредена област што треба да се работи конкретно на таа работилница. Прво. Второ, редоследот на работилниците е многу важен, бидејќи секоја наредна се надоврзува на претходната и е еден вид како скалило. Се искачуваме прво на едно, на второ, трето, завршуваме со 5 работилници, но како што кажав, не завршуваме тука, понатаму може да останаме како поддршка понатаму и на наредно ниво до развивање на оваа програма, како што кажав, како што се јави потреба. Меѓутоа, ова е основна програма со која што почнуваме за понатаму да се справиме со сите предизвици кои што ни ги носи и личниот и професионалниот повик. Знаете, во последно време многу се зборува за тоа грижа за себе, сакај се себе си и сето тоа е во ред. Меѓутоа, она што можам да кажам дека оваа програма го прави, грижата за себе не е само да мислам на себе и како јас ќе бидам подобар, туку секогаш јас ставам во контекст на пошироката заедница. Дали на професионалци, дали во општествен контекст, дали во мојот личен круг. И можам да кажам дека она што ја прави различно оваа програма е токму тоа. Како ние, како поединци, грижа свртена кон себе,
но во контекст на она што сме, во различните улоги што ги имаме, лични и професионални. Со оглед на тоа дека е прва програма организирана од ваша страна, дали има интерес? Може и да се напомене дека е онлайн програма, односно не ги ограничува заинтересираните нели на една локација, слободно може не се земјава кој сака да се пријави, односно е лесно достапно. Да, баш токму така и пристапот кога ја осмислувавме, си има предности нели на онлайн средбите и средбите со физичко присуство. Она што го кажавте беше, како да кажам, една предност која можевме да ја земеме предвид, дека е полесно достапна и подостапна за секој што сака да се вклучи. Има голем интерес, можам да повикам да ја посетат нашата Facebook страница. Тука ги има деталите за програмата, тука е и линкот за пријава, па секој оној што е заинтересиран може да изрази интерес, а ние ќе формираме групи. Морам да напоменам дека работата е во помали групи, бидејќи не е целта да одиме само на бројност, на квантитет, туку и на квалитет. Работата во помали групи, за да има секој простор, личен простор и да се изрази и да се вклучи, така што доколку верувам дека ќе има голем интерес, ќе се формираат и повеќе групи. Пред самиот крај кратко, со оглед на тоа дека Сдруженијето на социјални работници ја формира и ја спроведува оваа програма, дали учество може да заземат само социјалните работници? Како што кажав, првичната идеја беше баш грижа за оние што се грижат и малку ние да направиме нешто за себе, да произлезе од нашата заедница на стручни работници, на стручни социјални работници, но во размислување сме да се развие и за останатите професии, бидејќи се соочуваме со баш феноменот на бърнаут на професионално согорување присутен и во други сфери, така што можам да најавам дека во наредниот период сериозно ќе размислуваме, односно и работиме на развивање на програми за останатите. Па, како да кажам, индивидуи, професионалци, лица кои што навистина сакаат да работат на себе, затоа што една од нашите мисии е тоа да станеме подобри луѓе и подобри професионалци за сопствено, но и за општо добро. Ви благодарам многу за одвоеното време утрина. И јас ви благодарам за поканата. Убав ден. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите информации беа добродојдени и утрина од првото вклучување на лице место. Говоревме за нова програма која што се спроведува од страна на Сдруженијето на социјални работници на Македонија. Станува збор за програма која што на некој начин ги учи самите присутни, односно самите учесници за нивен личен и професионален развој.